Во рок од 8 години 80%, а за 10 години сите домаќинства ќе треба да добијат паметни броила со цел укинување на проценките, а сметките за граѓаните да бидат точни и проверливи. Ова е само дел од новиот закон за енергетика. Според планот, првите смарт броила би требало да се инсталираат во следните 2 години. Во меѓувреме, Евана продолжува со читање, а тоа ќе може да го прават и граѓаните. Законот меѓу другото предвидува и јасна и детална пресметка на тарифите и објаснување на сметките кон секој потрошувач, зголемена одговорност на дистрибутерите и поголема заштита на потрошувачите. Со новото законско решение, според ресорната министерка, конечно се модернизираат правилата на игра од производство до потрошувачка, а особено е важна, вели, преобразбата на електродистрибутивниот систем. А како што рече, се воведува и заштита за ранливите категории на граѓани, кои нема да може да бидат исклучувани од мрежа во време на зимските месеци. 80% треба да ги набават до 8 години, а за 10 години 100% да ги има новите паметни броила. Се воведува и методологија за енергетска сиромаштија. Тоа значи ќе има и фискални и нефискални мерки, што значи, например, во зимата не може да ги исклучите тие што нема да плаќаат електрична енергија. Според енергетските компании во земјава, ова не е само регулатива, туку суштински напредок. Но пред да се почне со било каква работа, велат, мора да се доуредат и подзаконските акти. Директорот на електродистрибуција најави дека една од новините е и дека од следниот месец граѓаните ќе добијат сметки на кои ќе биде точно назначено колку од потрошената струја е исчитана, а колку не. А еден од плановите е до 2033 година загубите на струја да се намалат под 10%. Процесот со паметни броила е континуиран процес. Тоа не е нешто што ќе го почнеме после законот. Ние веќе имаме инсталирано околу 200.000 броила кои што се паметни, односно се очитуваат далечински. Согласно новата технологија, првите броила треба да се очекуваат за некои 2 години, бидејќи само тендерската постапка трае околу 1 година. Во моментов, според податоците, најмногу загуби на струја има во Скопје, Гостивар и Штип, а од електродистрибуција велат имаат план и работат на справување со проблемот. Со законот за енергетика се воспоставува нова рамка за дигитализација, ефикасност и отчетност во енергетиката, со јасни придобивки, од кои според надлежните бенефит ќе имаат и граѓаните и компаниите.